Preosveštenstvo episkope Stopijski gospodin Jakov, od imето на овој боголюбив народ кој се собира, сакам да ви изразам огромна радост што денеска учествувавте во оваа божествена литургија во која учествуваше овој народ Божи, и многу ви благодарам за проповедта која ја искажавте во црквата во времето после читањето на Светото Евангелие, затоа што беше поучна за сите нас и како да се држиме во овој живот во кој често пати ни се нудат и лажни вредности кои се равнат на темнината, што е практична и изводлива темнина во овој свет. Ви благодариме што учествувавте, реков, во оваа света литургија, но вие како учен епископ кој знаете да изразите така безпрекорно и проповедта, уште повеќе го збогативте нашето милје во оваа средина во која народот Божји знае да распознае вистината од лагата и знае да ги распознае вистинските вредности. Ви благодариме и за благословот кој ни го донесот од струмичкиот митрополит Наум, затоа што во оваа средина и тој е познат, и него го знаат, и него го сака оваа средина. Така што во целиот склоп на околности, заедно со вашата придружба со која ни дојдовте, ви благодариме за тоа што го збогативте овој наш богослужбен живот и ни дадовте насока како да се движиме во оваа разбранувано море на живот. Да се здрави и живи секогаш и почесто да ни доаѓате во оваа епархија, каде што гледам од лицето на луѓето дека сите сте благодарни и задоволни од вашето присуство и учество во оваа света литургија. Да се здрави. Амин. Ви благодарам вам, владико, за не само за убавите зборови, за благодатните зборови. Кои што ги скажавте, веќе се заблагодарив после изреченото слово за можноста и благословот ваш да дојдеме и да служиме овде, радувајќи му се на Господ и радувајќи се на незаодната светлина од нашата лична човечка темнина, заради тоа што ние без него немаме ништо. Ние сме сушта темнина и создадени сме за него. Живееме за него и нашиот живот се осмислува единствено кога биваме осветлени од неговите животворни светлини. Сето она што го рековте, јас го чувствувам дека сум прифатен, дека сум љубен, не само од вас, туку и од благословениот народ, кого што вие го возглавувате и го водите кон единствената цел која што има смисла, а тоа е царството на трипостасниот наш Бог. Јас ви посакувам да уште долги години да живеете во мир и во спокој, оплеменувајќи го ова место, и овие конаци кои што ги посветивме сношти. Ние немаме во нашата држава многу манастири, многу цркви посветени на Светото Преображение, но
na jedno mesto, na jedan manastir, ništa drugo ne može da mu dade golemo značenje i da go osmisli, da dobije na značenje od toga da žive episkopotna lokalната crkva tamo. Така да сметам дека овој манастир кој што по многу што е значаен не само за Крушево и за крушевчани, туку за целата наша држава, ќе добие еден поинаков, по-динамичен живот, заради тоа што ќе биде оплеменет и осмислен со литургискиот живот. А литургискиот живот, верувајте, е секогаш динамичен, секогаш нов, секогаш жив, бидејќи тоа е единствениот вистински живот. Така да, Владико, ви посакувам многоденствие, многолетствие заедно со вашиот народ и јас се надевам на вашите свети молитви, да го молите милостивиот Бог, особено еве нас епископите и свештенството, да не остави, да не проголта темнината, материјалната темнина на овој свет, заради тоа што ако светлината постане темнина, тогаш каква ли ќе е темнината, а еве нас, недостојните и грешните, Бог не постави да бидеме показатели и светилници, да го осветлуваме патот на народот кон единствената сушта светлина. Ви благодарам уште еднаш и спомнувајте, не заборавајте во вашите свети молитви. Браќи и сестри, сега ќе има литија околу храмот, зашто е храмова слава, и ќе направите литија со епископот Јаков, а после тоа ќе крстиме вода, ќе го благословиме грозјето и ќе ги дигнат колачите свештениците. Да се драбижи по молитвите на светите оци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. По молитвите на светите владици наши, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј нас.